Значи јас очекувам на овие избори да се надминат претходните резултати, бидејќи одам деновиве по разни општини во третата изборна единица и го гледам расположението на народот. Народот ја има препознаено, го има препознаено моментот дека навистина пред Република Македонија се отворени прашања во кои што треба да имаме обединетост од страна на народот без разлика од аспект на националност и религија. Исто така програмата е општо прифатена од сите луѓе. Јас очекувам дека сите изборни резултати кои што досега ги имавме, дали на парламентарни избори, дали на локални, овој пат ќе бидат надминати. Огромна чест да се биде председ на пратеничката листа на ВМРО ДПМН. Горд сум што досега имав можност да влијам со работата во собранието, да донесем многу проекти со моите колеги заедно и се надам дека и на овој начин пак со победата ќе продолжиме да го градиме Штипи Македонија уште подобро. Наша обврска е да продолжиме во наредниот период да проектите кои што лобиравме и кои што ги добивме од владата на Република Македонија за нашиот град и за Источна Македонија продолжиме и ги реализираме. Во 2014 година имавме кристално чиста победа во Штип и во Источна Македонија во изборна единица тројка. Се надевам дека сега референдумски ќе излеземе и ќе ја потврдиме таа победа за да продолжиме да ја развиваме Источна Македонија и нашиот град Штип по патот по кој што владата на ВМРО ДПМН го има трасиран. Прво да кажам дека нашиот премиер беше малку скромен, не ја кажа бројката, но за нас 14 пратеници во трета изборна единица се остварливи, земајќи во предвид дека последните 3,5 години не застанавме сите градоначалници од третата изборна единица и верувајте дека со поддршката на владата, нормално со законите кои донесе македонскиот парламент и нашите пратеници направивме толку многу, тоа е претпознатливо. Народот бира дела нормално, верува на реални проекти, изводливи проекти и затоа мислам дека довербата ќе биде акламативна во нашиот град. Се надеваме на победа на 11 декември, затоа што сега ќе ве покана на прославата на плоштадот вечерта која ќе ја прославиме заеднички победата.